Неодамна се оствари една соработка помеѓу Република Македонија и Северна Ирска. Имено од 23 до 27 ноември одборот на директори на Македонскиот центар за меѓусебна соработка беше во посета на Северна Ирска, додека пак од 22 до 25 март 15 члена делегација од Ирска престојува овде кај нас во врска со сето она што се случува, поводот поради кој тие се овде. Имам двајца од делегацијата кои што се мои денешни соговорници, како и Александар Каржаловски, кој што е извршен директор на МЦМС. Добро утро и добре дојдовте за вас и за Егон Малкахи, кој што е виш предавач на Универзитетот во Даблин, како и Кетрин Мегваер од одборот за условни казни на Северна Ирска. Добро утро. Ајде, господине Каржаловски, да поразговараме малку за поводот на оваа соработка. Добро утро за гледачите на македонската телевизија. Ова е поводот за ово интервју денеска и посетата на ерците е една подолгорочна соработка која МЦМС има од 2000 година со една партнерска организација од таму, Mediation Northern Ireland, Медиација Северна Ирска се вика организацијата, која воспоставивме бидејќи заеднички работиме меѓу другото и на разрешување на конфликти и на посредување, односно медиација при такви случаи. И се обидуваме да ги разбереме нашите конфликти кои во основа се многу слични и во Македонија што беше од 2001 и нивниот кој траеше 30 на години и двата завршија со еден сличен договор, односно нашиот Охридски договор е преземен или така да речем основа е Белфастскиот договор или од Великденскиот договор во Северна Ирска кој ги прекина насилствата и на слична основа се воспоставија и тие мерки понатаму за градење на доверба, за надминување на конфликтот и решавање на проблемите. Така. Овој проект има вкупно 3 столба. МЦМС е вклучен во првиот, кој што е транслационна размена на добрите практики. Да, значи тој проект, носител на проектот е организацијата која споменав од Северна Ирска и има други компоненти кои се фокусирани на самата Северна Ирска и соработката со Република Ирска и граничните региони. Она што е интересно за нас и што каде што ние се вклучивме е меѓународната размена, така и нашето име е за меѓународна соработка. Така да сметавме дека е интересно и ќе биде многу корисно да се разменат искуства од едниот и другиот случај и да научиме едни од други што функционирало добро после конфликтот, што сме решиле на добар начин, што биле проблемите, како сме ги надминале и дали може нешто поинаку да се направи, да продолжиме со развојот после конфликтната ситуација. Некаде ние сме поуспешни, некаде се поуспешни колегите од Северна Ирска и сега целта на овие посети е да ги размениме искуствата. Така, сега ќе им дадеме збори на колегите од Ирска, Малкахи и Мегваер. Која беше вашата мотивација за вклучување во овој проект? We'll give a word to you and the first question is what was your motivation to join this project of exchange? Северна Ирска очигледно е дека и ние имавме конфликти, се обидувавме да најдеме начин да напредуваме во преговорите, да соработуваме заедно кон заедничка иднина. Меѓутоа исто така свативме дека ги немаме сите одговори и се разбира ни требаше целата помош од сите други земји, да ги споделиме нашите искуства, да видиме што можеме да научиме од нив, како на пример еве Македонија, како таа напредуваше после конфликтот, меѓутоа исто така ни помага да видиме нашата ситуација од многу поразлична перспектива кога гледаме како е во меѓународната заедница и токму тоа е мотивот зашто ние бевме вклучени. И јас сосема се согласувам со Кетрин, сметам дека првенствената причина зашто сме тука е да учиме, идеален случај е да ги споделуваме и нашите идеи, да ги видиме различните места, да видиме кои се различните идеи за конфликтот, да видиме како се разрешуваат локалните прашања и да видиме дали може да извлечеме некои принципи кои што може да бидат применети за мирно решавање на конфликтите. Нивната агенда беше навистина набиена, тие одовде заменуваат во петок. Посетија многу институции, го посетија и Егуновце и Теарце, двете села кои што се пример за поствојниот конфликт. Какви се искуствата од таму? Па, нивна
се обидовме да направиме што по набиена агенда, да видат што може повеќе од македонската реалност, за да сите се вклучат на соодветен начин, бидејќи е разновидна делегација, значи од 15 луѓе има представници од владини институции, од невладин сектор, граѓански организации, од Универзитетот во Даблин, како што е господин Малкахи, и да видат слични искуства тука и да може да посетат различни институции, како што се полициски станици, тренинг центарот за полиција, бидејќи темата на оваа посета од 6 кои ќе бидат во наредниве 3 години е полицијата и судските реформи. Е базирано на наше искуство предходно, бидејќи ние веќе 2 пати носевме делегации од Македонија во Северна Ирска. Едната беше со новинари 2003 година, а потоа со верски лидери во 2006. И сметавме дека таму има многу да се научи од тој конфликт, меѓутоа во меѓувреме во разговорите со колегите разбравме дека и од нас може да се научи, односно да извезуваме толеранција или искуство од постконфликтна соработка. И во таа смисла ги организиравме прва посета на делегација од Северна Ирска на наши институции, да се види како ние сме се справиле. Покрај тие што ги споменав, ќе се сретнати со министерката за внатрешни работи, со председателот на комисијата за меѓуетнички односи, вице-премиерот за спроведување на Охридскиот договор, така да имаат што повеќе институции да посетат овие денови. Така. Ќе ги прашам истото прашање, кои се нивните впечатоци од оние институции кои што досега ги посетија и веќе споменав Јагуновце и ТРЦ во Тето. The same question goes to you. What are your first impressions from the visit to Macedonia, and in particular from the visits that you already have, like the villages of Jagunovce and TRC, or other institutions that you visited? I suppose in terms of the Во visits to однос на the villages, one of посетите the на things that I селата, found една од нештата кои што ми беа навистина интересни беше сличноста на прашањата кои што ние ги имаме во Ирска и прашањата тука, и тоа како да живееме заедно во заеднички простори, како да најдеме начин да биде заедницата интегрирана. И се разбира, ние имаме голем број предизвици пред нас во однос како да помогнеме на заедницата, како да работиме заедно, да биде безбедно за двете заедници кои што живеат на истиот простор, како ние се обидовме да направиме паралела со селата во кои што живеат предоминантно македонци и села во кои што живеат албанци. Тоа навистина беше многу интересно да го споредиме, затоа што очигледно ние изградивме ѕидови меѓу нашите заедници. За среќа вие ги немате тие ѕидови, па на некој начин меѓутоа вие имате други бариери, па го имате истиот ефект. Едно од прашањата кои што се воват во конфликтните и постконфликтните ситуации е што луѓето стапуваат во интеракција со политичкиот систем, со правосудскиот систем, со државата, меѓутоа исто така и со своите соседи, со луѓето што живеат веднаш до нив, со соседите, и во секоја конфликтна ситуација кога секогаш се јавуваат прашања за тоа како да продолжите продуктивно да живеете заедно, за да може да остварувате добра врска, да имате добар квалитет на животот, и се разбира дел од овие прашања ние ги видовме како се осврнувате на нив во различните места кои што ги посетивме.